деновиве никако не стивнуваат дебатите на тема прогресивен данок. На Макфакс денеска прогресивниот данок, популизам или ефективна мерка за борба со сиромаштијата. Во студио кај нас Бранимир Јовановиќ, советник во Министерството за финансии, Маријана Андрик, стручен финансиски консултант на МАСИТ и Љупча Питковски, директор на Евротинк, Центар за европски стратегии. Добро дојдовте. Ние ќе се обидаме денеска да соочиме некакви поинакви аргументи, ден за ден, некако темата отвара. Ке се согласиш, Бранимир, дека додека сите засегнати субјекти деновиве говорат гласно и даваат своји аргументи за оваа тема, Министерството за финансии е упорно и вели ригидно дека данокот мора да биде донесен. Значи, зошто е тоа така? Дали е тоа заради долгиот рок на подготовка, за кој другите засегнати субјекти велат дека и не беше толку долг и бараат одложување на 5 години, вие сте сигурни дека оваа даночна мерка мора да се направи? Дали станува збор за популизам или имате ефектуирано што точно тоа ќе донесе и каков импакт има врз македонската економија? Добро, многу прашања отворивте, да пробам да одговорам барем на нешто од тоа. А зошто толку се држиме до законот за данокот? Па повеќе причини. Прво е што е тоа ветување, веројатно главно ветување од сферата на финансиите на оваа влада и ставено и во владината програма, така што би било тотално несериозно ако тоа не се оствари, ако тоа не се реализира. Знаете дека претходната власт кога дојде на власт го смени, го напушти прогресивниот, односно праведниот данок во рок од 6 месеци. Немаше никакви реакции, никој не се бунеше, никој не критикуваше за брзање, за нетранспарентност, за неинклузивност. Ние година и пол дебатираме, дискутираме за оваа работа и луѓе и вие пак не направите и мала отстапка со прагот, значи тоа го направивте. Океј. Така што тоа е првата причина зашто толку инсистираме да се донесе. Второто е што едноставно ова е исправно, ова е нешто што мора да се направи. Ова е праќање на јасна порака дека сакаме да воспоставиме поправедно општество. Зошто? Затоа што моменталниот данок на доход е неправеден, тотално неправеден. Менаџерот што има 250.000 евра плата, плаќа 12% даноци на државата, додека 100.000 работници што имаат минимална плата, околу 200 евра, плаќаат 33% на државата. Дали е тоа праведно? Се разбира дека и вие ќе кажете дека не е праведно и со оваа реформа сакаме да ја коригираме таа неправда. Дополнително, сакаме значи да собереме пари кои што ќе ги искористиме за она што на оваа држава најмногу и треба. Тоа е борба со сиромаштијата. Зошто има толку реакции на цела во оваа работа? Па би кажал дека тоа дури и не е неочекувано. Реакции секогаш има кога се вакви работи во прашање. Ние зборувавме со, не знам, со неколку земји, колеги од неколку земји кои што помина низ нешто вакво изминативе години. Зборувавме со албанците кои што го напушти рамниот данок 2014. Зборувавме со Босна која што сега се спрема да го напушти. Словенија исто така прави некои даночни промени во моментов и со некои други земји, со Словачка. Сите тие кажуваат дека кој да се прави даночна промена во насока на повисоки, односно поправедни даноци, има реакции. Добро, тие се за вас праведни даноци, да? Секогаш и секаде е тоа така што тоа воопшто не чуди. Имаше две анкети околу ова прашање, едната е јавно достапна на ИРИ, таа покажува дека 63% од граѓаните се за ваков данок. Така што мора да ги слушаме. Втората анкета направивме не интерна анкета, тоа 75% од испитаниците таму. Добре, се надевам дека тие бројки се веродостојни од тие анкети. Анкетата на ИРИ можете и самата да ја проверите. Мислам дека тоа е најцитираната анкета. Тука е нешто друго во прашање. Значи ќе дадеме збор на Андрик по вилата, затоа што вие велите борба со сиромаштијата. Точно, да, ние сакаме да им помогнеме. Значи сака владата да помогне на овие граѓани, но што правиме со компаниите кои имаат илјадници вработени, значи кои одат напред, или се уште се во фаза да треба да се стимулираат тие бизниси и да донесат нови вработувања, со тие се справува, значи државата нема капацитет да вработи луѓе, значи ние не правиме сега, не можеме да направиме ново општествено уредување. Во моментов тоа МАСИТ е значи компанија која се случува и има направено пресметки колку може да загуби, а тоа може да дојде до одливање, отпуштање на работници од најразлични аспекти. Па дури најстрашното заминување од државата, нели? Да, пред се би се сложила со тоа дека треба се бориме со сиромаштијата. Меѓутоа, борбата со сиромаштијата не значи на прва покачани даноци за кои што не знаеме каков ефект ќе донесат. Јас би рекла борбата со сиромаштијата значи развој. Што ќе донесе развој, ако не компаниите кои што стимулираат вработување? Јас затоа би ги прашала компаниите, и тука и беше првичниот состанок во Министерство за финансии, да кажат компаниите што тоа нив им треба за да
стимулираат развој, да кажем, да зголемат број на вработени, да зголемуваат инвестирање и така натаму, а тоа ќе го подигне стандардот и на вработените, и на сите останати, па и на населението. Да, точно, треба да се бориме со сиромаштија со покачување даноци, ама ајде да кажеме да се бориме со сиромаштија пазарно. Пазарот да и покачи плата и така натаму, бидејќи ќе се остави простор. Многу ми е лесно да зборувам во името на IT индустријата како најпрогресивна и од која што може да очекуваме развој, и многу во беше посочено на дигиталниот самит. Зборуваме за дигитализација општество, ICT индустријата треба да го спроведе сето тоа во развој. Дали имате, Андрек, бројки некакви, колку би загубила, значи колку ќе биде товарот зголемен во однос на? За едноставни бројки, да кажам, и пресметки од аспект на плати, колку тоа ќе се реперкуира, не верувам дека е вредно, бидејќи многу се појаки трошоците на опортунитет. Колку тоа дестимулативно ќе влие на работодавачите во улога каде што зборуваме за дефицитарна сила. Факт е дека имаме дефицитарна работна сила. Вие знаете ли дека во IT компаниите нема јас барам работа? Работодавачите даваат понуди на вработените. Мислам дека секој го знае тоа. Добро, што значи тоа за работодавачот во оваа смисла? Поскапа работна сила. Ајде да одиме обратно. Има земји, спомнавте и вие Албанија и некоја друга. Ние многу истражуваме и анализираме Романија. Сакаме таа да ни биде репер. Романија направила бум во IT индустријата. А знаете како? Целосно ослободила од персонален данок. IT и истражувачки центри. Нека дојдат умни глави овде со истражувачки центри. Во најразлични имаме многу фабрики од автомобилска индустрија. Тие многу лесно би прошириле и делот на истражување доколку знаат дека би било стимулирано да останат овде. А тие плати, ај вака да гледам, не сум макроекономичар. Нели буџетот повеќе се полни од ДДВ? Да, ама дали треба да биде така? Не вака, потрошувачка. И треба да биде. Од мојата плата, кај да се свртам, што и да ја потрошам, полнам преку ДДВ-то. Па ќе кажам, не сум макроекономичар, зборувам од аспект на моето 20 годишно искуство со најразлични клиенти, како да речем во делот на финанси, а сега посебно во улога на масите. Друго би прашала правично, неправично. Ајде да одиме во пресметки. Во ред, пред да влеземе во оваа длабока економска логика, ќе му даваме збор на Петковски. Повели беше прилично гласен на социјалните мрежи околу оваа работа. Имаш интересна теза околу воведувањето на прогресивниот данок. Ке те замолам ако може да изнесеме вака јавно, значи без преписки на социјалните мрежи. Јас можам да те цитирам, велиш, нека даде МФ податоци колку фирмите мајки на еден куп домашни банки, експлоататори на суровини, телекомуникацијски оператори и така натаму плаќаат данок на добивка, концесии за искористување суровини и други давачки во матичните држави, така натаму. Акцентот кај тебе, сметаш дека прогресивниот данок малку манипулира со нешто што и нема да донесе токав импакт врз буџетот, дека треба да се удри на друго место? Моја теза, мислам целата галама што се создава и дебатата и како не знам некои непринципиелни коалиции на противење против мерка, ова е мерка, не е политика, ова е само една мерка, е многу интересна, нели? Стопанските комори од своји причини се бунат, не знам, поединци се бунат од своји причини, различни идеолошки исходишта и така натаму, и тоа е многу интересно. Само на самиот почеток да расчистам, јас не сум против прогресивно одначување, напротив, и мислам дека не се доволно храбри од владата. И исто така ајде да зборуваме за не се доволно храбри и ова е мерка некако беа ставени меѓу чеканот и наковалната. Као што кажа Бранимир Ветиле во програмата, као што знаеме луѓето што сме информирани во владата има повеќе економски струи, има повеќе интереси, како и во секоја влада, и мислам дека со оваа мерка победува интересот на бизнисот, не бизнисот како што вие го застапувате, продуктивниот бизнис што носи развој, туку бизнисот што живее од рентиерство, бизнисот што живее од тајкуните, еве така да кажем. Так. А тие се многу помокни во владата отколку некои други групи на Затоа што вака се ќе добиеме впечаток дека го владата го направи, таа е за праведност, а тајкуните ќе останат на мир. Од тоа што Бранимир не го кажува. Значи, кога се оправдува оваа мерка и во ова гледам популизам, се зборува за тој што има 5000 евра доход. Така е. Се прашањето е колку од тие 30.000 луѓе кои според вашите податоци ќе бидат афектирани од оваа мерка, како се они распоредени, каква е нивната фреквенција? Колку проценти од нив земаат на пример до 100.000 денари? Па колку проценти од тие луѓе што земаат до 100.000 денари се единствени, да кажеме, членови на семејството, така, што го издржуваат тоа семејство?
и Дали така во натаму. дизајнот сте внимавале не на е овие храбра мерки, владата, значи, ова е мерка што да. не е доречена, мерка што не е осмислена до крај. Ја разбирам логиката зашто се форсирало. Ја разбирам логиката зашто владата и Министерството за финансии морало да испорача за да не испадне несериозно и така натаму, меѓутоа мислам дека можевте повеќе. И затоа го споменуваме данокот за добивка. Значи не можете да правите даночна политика доколку се не осмислите. Не се прави даночна политика за од денес до утре. Значи ако вие го менувате данокот на доход, треба да размислите и за данокот на добивка. Така, треба да размислите и за сите други инструменти кои ви стојат на располагање, за да ги приходите соберете, а најважно треба да размислите каде ја гледате Македонија напред. Која е развојната политика поради која што ниве ги собирате парите на луѓето. 25 милиони евра сума е смешна сума. Извинете. Да, тоа е смешна сума за волкава галама. Исто така мислам дека се нелегитимни аргументите дека фактот дека аргументите ги насочувате, тоа е многу популистички кон тој што зима 5000 евра или 250.000 евра, затоа што тука вие афектирате средна класа. Огромен број од луѓето што ќе ги афектира ова не заработуваат 10.000 евра месечно или 300.000 евра годишно како што посочувате во примерите. И дајте ги тие податоци да ги видиме, па да видиме колку од тие луѓе се, не знам, луѓе што издржуваат семејство, што издржуваат родители. Тоа е средната класа. Трета работа, значи не можете да правите даночна политика од ваков тип, вака неосмислено, 2 месеци пред да се имплементира, а да не помислите на да кажеме, продуктивните елементи во општеството. Па колку добога има луѓе, програмери што сиво работат или црно во системов. Работат преку картички, работат преку и место вие ги бркате. Со ова ги бркате. Тоа е клучно. Имате ли идеја со ова да се справите? Сите овие работи треба да се отворат. Тоа е најважно што сакам. Ајде едно по едно, не може да се. За профитите ќе збориме. Од позади, ајде кажам. Океј, дајте ми ја да се одговорам како што сакам. Значи вака, многу е добро ова се што кажавте. Ова ми е трета дебата последниве 3 дена и мислам дека е најрепрезентативна затоа што гледаме очигледно две крила, две струи. Имаме на едната страна луѓе кои што сметаат дека ова е нешто страшно, дека ова ќе ги погоди фирмите, ќе малце преувеличувам, но генерално пораката е таа дека ова не треба да се направи затоа што ќе направи штета. Од друга страна имаме друга струја која што вика дека ова е малце, ова не е доволно, треба многу повеќе. И тоа покажува многу добро ситуацијата во која што се наоѓаме и како општество, но и како носители на политики. Она што за мене е битно е дали ова што го правиме е добро или не. Кажав претходно зашто мислам дека е добро и дека е исправно. Ајде сега пак уште да одговорам конкретно на некои други работи. Беше не ме прекинувајте. Ана, не ме прекинувајте. Само да ви кажам еден беа поставени 10 прашања, дайте ми да одговорам на нив, после ќе го ставите вашето 11-то прашање. Океј. Значи прво, средната класа, многу важен аргумент кој што се пласира денови на сите страни. Средната класа не е нешто имагинарно, не е нешто субјективно, не е нешто што е различно за мене и за вас. Средната класа во економската наука е јасно дефинирана. Средната класа се дефинира според примањето, односно доходот што луѓето го остваруваат. Постоја дефиниции што се на глобално ниво, кога тие бројки ќе се конвертираат во македонски услови, средната класа е луѓе што имаат доход до 30.000 денари месечно. Тоа е средната класа. Прагот за повисоката стапка ние ја поставуваме на 90.000 месечно, што значи дека не може во никој случај да зборуваме дека ја опфаќаме средната класа. Не ја опфаќаме средната класа со оваа даночна реформа. Средната класа нема да биде погодена, односно може само да има корист од оваа реформа. Тоа сакам да го расчистиме како прво. Второ, беше поставено прашање за дистрибуција на доходи се. Значи ги има тие податоци во студијата што ја спомнав пред емисијата и која што е објавена на нашиот сајт. Имате, не знам, например, табела 5 покажува кој е прагот за дистрибуција за да се влезе во, не знам, најдоходовни 1%, кој е просечен доход и слично. Можете да видите дека сите луѓе што заработуваат над 1500 евра месечно се генерално најдоходовни 1% од луѓето. Просечниот доход на оваа категорија е околу 4500 евра. Имате друг податок за најдоходовни 0,1% луѓе, односно најдоходовни 1000 лица во држава, ти имаат во просек 20.000 евра месечно, така што вие податоци ги има во студијата. Кажавте дека нема да биде, дека ќе биде големиот бизнис ќе профитира. Не се согласувам дека ќе профитира. Лицата кои што остваруваат, оние што ќе платат, да кажеме, највеќе со оваа даночна реформа, се оние што имаат највисоки приходи. Тие што имаат највисоки приходи или се директори на најголемите фирми,
или се вработени таму, или пак остваруваат доход преку дивиденди од најголемите фирми. Така што нема да бидат погодени малите фирми. Малите фирми немаат дивиденди, не исплаќаат дивиденди по 20.000 евра, не исплаќаат плати по 20.000 евра месечно. Плати по 200.000 евра исплаќаат големите фирми во оваа држава. Така што не можеме да зборуваме за тоа дека ќе профитира големиот бизнис, а ќе трпат штета малите фирми. Беше кажано за програмерите. Да, направивме анализа за програмерите. Според нашите податоци, само 10% од програмерите во оваа држава имаат примања што се над 1.500 евра месечно. Значи само 10% од програмерите на некој начин ќе бидат афектирани од оваа даночна реформа. Сега пак се поставува прашањето дали на нив ќе им се намали примањето или пак ќе им се зголеми бруто платата. Она што ние го имаме од разговори со компаниите и со други со лица, укажа на тоа дека ќе се зголеми бруто платата затоа што трошокот не е толку голем. Еве имавме разговор со една од најголемите IT компании во оваа држава, самата си кажува, имаме 400 вработени, според нашите пресметки околу 100 од нив ќе имаат сега зголемување заради даночната реформа, значи 25% во најголемата IT компанија се на некој начин афектирани од ова, имаат над 90.000 денари месечно. Трошоците за повисоката плата ќе им испаднат околу 200.000 евра годишно. Океј, само мислите, само појасните дека на бруто мислите. И колку е тоа во нето? Не е бруто. Нето е. Само се доместоците. Само се доврзувам. На доместоците, бидејќи законот ги опфаќа. Значи не зборуваме само за плата. Тие патуваат често. Секои исплати на надоместоци над пропишаните влегуваат во ова. Добро, ама гледај. И со тоа ќе дојде надосум најдот. Дали ви се математиките во ред? Значи ова се зборови од ваша компанија која што е членка на вашата комора, една од најголемите компании во државата. Таа ни кажува дека трошоците што ќе ги имаме поради ова се околу 200.000 евра месечно, но истовремено таа компанија има добивка, не сакам да именувам сега, мислам дека не е коректно, но истовремено профитот што го стварува таа компанија е 4 милиони евра. Па како да ви кажам, ако компанијата остварува 4 милиони евра профит, мислам дека не е некоја голема штета, ако 200.000 евра даде или на работниците или на државата. Мислам дека не станува збор за некоја голема штета. Беше кажано дека има иселување, не знам што. Значи кажете ми вака, дали некој ќе се исели од оваа држава, некој што има 2000 евра плата, ќе се исели од оваа држава затоа што ќе треба да плаќа 1000 денари повише месечно данок. Па нема да се исели, значи тоа се како прво или програмери кои што нема да ја намалат нивната плата, односно фирмата ќе им го покрие тој трошок, или директори кои што ако се иселат ќе изгубат работата, ќе изгубат примањата. Така што тој аргумент за иселување мислам дека воопшто не е. Или дека не знам, ќе престане да работи, зошто? Заради тоа што ќе има 1500 евра плата сега, па ќе треба 200 евра повеќе данок да плати. Мислам дека се тоа несериозни аргументи. Друго може да се случи. Ќе одбере да биде кај странскиот работодавач вработен, или ќе одбере на друг начин да ги прими парите, или ќе одбере да отвори стартап кај што ќе си биде на 200 евра вработен и понатаму да се извлече со персонален данок. И што се случува тука? Имате IT индустрија која што застапува конкретно членките на масе 4000 вработени. Ако зборуваме од аспект на бруто плати и полнење на пијом и здравство и така натаму, тоа е најмалку 8 до 10.000 текстилна индустрија. Најмалку. Сега, само бројки право. Што ако некој од овие луѓе одлучи на поинаков начин да ја добива платата? Како да ја добива? Кажете ми како. Значи данокот ги опфаќа сите видови на доход. Како ќе се справите со таа сива економија во овој дел, што значи неформално вработување во странски компании? Какви странски компании? Парите овде. Как бидете конкретни за да имам впечаток како да зборувате за сосема различни фокуси на нешта. Ај вака да го поставам прашањето. Дали тврдите дека ќе имаме ситуација доходот да им се исплаќа на луѓето, не знам, на сметка во Косово? За тоа зборуваме? Туку директно од странство. Како? Каде ќе им се исплаќа? Ќе им се внесува во кешарица преку автобус? Не, ќе се добијат на трансакциска сметка. Ама во Македонија, така? Да. Ама тие податоци ги имаме ние, сваќате? Тоа се даночи според овој данок, според овој закон. Каде се придонесите тука? Тоа ве прашувам. Тие лица се невработени. Ама ако се они хонорарно ангажирани, они секако не плаќаат придонеси. Убаво кажавте. Што ако овие вработените бруто плати 1000-2000 евра што полнат пензиско, отидат на овој принцип да си платат само персонален данок? Што правиме тука? Тој проблем го има и сега. Прекалјатството е сериозен проблем на денешницата, ама расте тој секако. Ама тој проблем не се решава со овој данок. Ако може Питковски само да го вклучиме на што има и пасија во дебативе, гледаме колку е битно за сите слоеви во општеството. Јас само повторно би се навратил на тоа што не го зборувате. За 25 милиони евра зафат,
влегувате во таква авантура, да платите таква политичка цена, а при тоа, она што не го говорите е најинтересно. Она што не го говорите е дека за секоја даночна реформа не стојат експерти. За секоја даночна реформа и секоја политичка одлука стојат политичари, политички одлуки. Значи, прашањето е за тоа што не се направило. Зошто не го чепкате данокот на добивка? Сериозна даночна реформа, која што е во функција на развој на држава, на некаква визија, политичка и стратегија, мора да ги осмисли сите аспекти, при тоа данокот на добивка, имајќи ја предвид структурата на македонската економија, мал зафат во данокот на добивка би ви донел и поголеми бенефити и би донел повеќе правда отколку сето ова што го правите. Еве има таа публикација што излегува од Капитал. 200 најголеми, 200 најуспешни. Споменувате 4 милиони евра профит на фирма што се бори преку знаење, преку развој, така. А заборавате на профитот на рудниците. Јас сум од Кисела Вода. Усие е на 2 километри од, се го користам Усие како пример, како парадигма за еден куп слични фирми што постојат низ Македонија. Така, Усие е на 2 километри од моето живеалиште. Така, во околината на Усие живеат 40.000 луѓе. Обштествената цена, здравствената цена што оваа држава ја плаќа за фактот што Усие е тука каде што е, поради загадувањето, болестите и така натаму е огромна. Усие прави по 40, 30, 20, 50 милиони евра добивка секоја година, годините наназад. Продаден е за 25 милиони евра. Овие работи не смеете да ги заборавате. Морате зафатот да го насочите кон таквиот тип на фирми. Морате да најдете баланс, затоа што Усие тоа, ќе се истрошат суровините. Саса е тоа, ќе се истроши суровината, ќе замине, ќе го изнесе профитот, нема се исплати за дивидендата, односно мал дел од дивидендата, ќе остане во оваа држава, општествените трошоци од загадувањето, јаловините и така натаму ќе останат тука. Така што ќе ме молам, и мислам дека и на интимно ниво сте на оваа линија, и целиот тим што е во Министерството, не можеме да збориме за сериозна даночна реформа, каде што сите не ставате во искош, каде што користите екстремни примери во аргументацијата за да ја оправдате мерката, а заборавате, повторно не одговоривте на прашањата што ги поставив. Тој што заработува 90.000 денари бруто го ставате во искош со најбогатиот македонец, така, исто го да научите. Така. А не е така. Не е така. Океј, еве, дайте ми време да одговорам. Конкретна математика. Нема сериозна даночна реформа без средна класа. Средна класа ако е 30.000 денари. Ако некој што заработува 90.000 издржува 5 члено семејство. Што е тоа ако не е средна класа? Еднакво е погоден. Еднакво е погоден, тоест дури е и повеќе погоден од оној кој што 4 члена семејство заработуваат по 25.000 денари. Значи тој момент е изоставен. Да. Од друга страна, правично, неправично даночување. Ајде да влеземе во пресметки. 200 евра плата значи 4% персонален данок сега. Не зборувајте 10. Земајќи го во предвид даночното ослободување. Купното даночно. Земајќи го во предвид даночното ослободување. Плата од 200 евра има 500. Не, кога зборуваме персонален данок. 4% е персонален данок на 200 евра. 6% е на 300 евра. Значи на некој начин сиромашните не плаќаат исто како богатите за сметка на даночното ослободување. И уште нешто, од аспект на бројките ве молам. Спомнавте 38.001% погодени со прогресивниот. Што правиме со зголемувањето од 10 на 15% на останатите приходи? Ставено е свето во бројките. Не во бројки, од аспект на средната класа. Ако јас имам приходи од закуп 200 евра и до сега сум плаќал 1000 денари, сега ќе плаќам 2000 денари персонален. Што значи 100% зголемување на стапката, со ова што го предвидувате. Ама колку се тоа 1000 денари месечно? 100% трошок за ако сум од средна класа и живеам од тоа. Ајде, беа кажани. Не се земени во овие бројки од 38.000. Апсолутно се земени. Апсолутно се земени. Значи гледате, има десетина прашања пак, дајте ми да не бидам сега да не испаѓа дека бегам од прашање, дајте сега ми беа поставени конкретни прашања. Значи вака, како ќе бидат погодени различни категории на луѓе погодени во наводници? Така, значи не само ќе реформа има на страна 22 од брошурата, тоа е графикон 7. Може да тука се били кажани две линии, не знам дали гледат камерите, дали фаќаат камерите. Тука се били кажани две линии, а едната линија е оваа темната, е каква е моменталната даночна стапка на различни категории луѓе, поделени по центили, односно први 1%, втори 2 и така натаму до крај. Светлата линија е по реформата. Може да се види дека до 99%
новата даночна стапка е под постојната. Односно, за 99% од граѓаните, данокот сега по реформата ќе биде или еднаков, или приближно еднаков, или понизок од тоа што ќе биде по даночната реформа, по сите овие промени што ги правиме. Само за најдоходовните 1% од луѓето ќе има позначено зголемување на даночната стапка од околу 4% поени. Ама одите на просечните приходи, така? Просечните приходи годишно. Значи, ние го гледаме доходот на овие милион лица што според УЈП оствариле доход во 2017 година и на нив правиме симулации. Во бројки тоа значи дека од овие милион лица што се во оваа дата база, околу 453.000 ќе имат намалување на данокот, најчесто мало, од 100 денари, а само 38.000 ќе имат зголемување, повторно, во најголема мера, мало зголемување од 100 денари. Само 10.000 лица имат позначено зголемување. Да, ама мало е тоа. Не е мало. Мало е, значи тука ги гледате овие работи, тоа може да е 100% вака теориски, ама во пракса тоа се неколку стотина денари месечно. Значи не се значени ефектите. Ефектите се гледаат тука. Имате и втор графикон на следната страна, кој што покажува. Ама значи ајде бројките, значи вие велите тоа не е толку многу, па уште повеќе ако го земеме 25 милиони евра. Јас сакам да слушам дека сите ги погодува. 37 милиони евра министерката за труд и социјална политика кажа дека одат на годишно ниво, значи за она реформа на ВМРО за трето дете. И дека тоа наскоро ќе биде прекинато и овие средства исто ќе се прилеат во социјала. А тоа се 37 милиони евра. Ние зборуваме за 25 милиони евра за кои вие на големо постојано деновиве, значи адресирате ќе се прилеат кон социјалата, кон јавните добра, кон здравството, кон образованието. Па тоа се фантастично малку пари за да може сето ова да се крене. Уште повеќе што јас би ве запрашала, ќе си дозволам сега надвор од стручниот дел. Значи, ние имавме после рамниот данок, да кажеме, вие велите дека не биле средствата од буџетот, тоа биле од задолжување. Скопје 2014 направено задолжување. Средствата имавме впечаток дека буџетот е полн, постојано се зборуваше. Па не знам како сте имале таков впечаток на вистина. Кога долгот порасна 3 милиарди евра, да беше буџетот полн, немаше 3 милиарди евра да порасне на долгот. Не знам кај живеевте, ние толку протестиравме, зборувавме против задолжувањето, вие сте имале впечаток дека буџетот. Ако се скратат административни трошоци на владата, не се краде. Ајде тргнеме со ред. Ајде да тргнеме со ред, стварно има премногу прашања што остана не одговорени. Значи викате 25 милиони евра се малку. Океј, можеби ја лично ќе се согласам со вас дека се малку. Ама дали вие самата пред да почне мисијава ми кажавте добро што окренавте прагот со 60.000 евра ќе беше многу лошо. Значи вие самата викате дека не сме требало да имаме со понизок праг, а сега од друга страна викате малку пари собираме. Ама не, тоа ја покажува, тоа многу добро илустрира ситуацијата во држава, као сите сакаме да собереме пари, ама ако треба да се крена даноци, не никако. Сите сакаме да инвестираме во здравство, образование, во сите тие работи, ама нема никако даноци. Сите сме за сиромаштија, за правда, за социјална правда, ама нема ја да платам малце кој што од мојот джеб. Значи дајте малце реалност. Има една народна изрека, колку пари, толку музика. Не можете да имате квалитетно здравство, образование, јавни услуги, социјална заштита, борба против сиромаштија, ако не собирате пари. Нашата држава собира рекордно малце пари во својот буџет, најниско во Европа. Само 28% ни е буџетот како процент од GDP, најниско во Европа. Шведска има 55, Словенија има 45, Србија има 45. Сите земји во регионот имаат повеќе, освен не знам Албанија и Косово, така што ако сакаме да сериозно да развиваме држава, да нудиме квалитет на живот, мора да ги зголеме приходите. Така што тоа прво мора да го сватиме. А даночната реформа да почне од најгоре, зборуваме од големите кооперации. Океј, еве сега сакав на тоа да се осврнем. Значи, како не мислам дека овие 25 милиони евра се малку, мислам, може би се малку они како бројка, но многу е побитна тука пораката што се праќа. Пораката е дека правиме чекор во нова насока, во насока на борба за овие работи. Многу е тука символиката поважна, отколку самата сума на пари. А политичката цена која што би се платила за овие 25 милиони евра, напротив, не мислам дека е висока, мислам дека дури би била многу повисока, ако не се, цената што би се платила би била многу повисока, ако не се спроведе оваа реформа, затоа што граѓаните ова го очекуваат. Ви цитирав анкети, нас секој ден не критикуваат дека ништо не правиме, дека не ги спроведуваме ветувањето што сме ги ветили, така што мораме ова да го спроведеме, не е висока политичката цена, ова е нужно. Сега, околу компаниите, ја можеби ќе се согласам лично со вас, дека тоа треба да се направи, дека тоа е исправно и се. Знаете дека јас сум пишувал на оваа тема, бев веројатно еден од првите оваа држава што зборуваше за тоа, но
има една работа што е ставена во програмата на СДСМ, изборната програма на СДСМ, а потоа е влезено и во програмата на владата, а тоа е дека нема да има промена на стапката на данок на добивка. Не знам дали гледат камерите. Како да ви кажам, ако некој ставил во неговата изборна програма со големи букви, нема да има промена на стапката на данокот на добивка, не можете да очекувате дека тој ќе го промени тоа. Не, значи, ја можам да ви кажам мое лично мислење, ама сега, ама сакам да ви кажам дека оваа влада ветила дека нема да ја менува стапката на данокот на добивка и така што не можеме тоа да го бараме, можеме да го бараме, ама не можеме да очекуваме дека таа тоа ќе го направи. Но кај данокот на добивка има една многу друга работа што е според мене барем и според други луѓе што го познаваат данокот на добивка, кој што е прилично комплициран данок, кој што е многу поважно од самата стапка. Например, ефективната стапка на данок на добивка не е 10%, 10% номиналната стапка. Ефективната стапка е околу 5%. Зошто? Затоа што има многу одбитоци кога се пресметува данокот на добивка. Има и нешто друго што се вика трансферни цени. Компаниите својата добивка ја изнесуваат во земји каде што не се плаќа данок, офшор дестинации, преку така наречени трансферни цени, односно книжни услуги, не знам, од Белизе, дал не знам, консултантски услуги. Не може, задржаниот данок спречува. Значи ја го знам данокот, оставете ме сега да се доискажам. Значи постои нешто што се се вика трансферни цени, тоа е регулатива што регулира како ќе биде цената на овие услуги помеѓу поврзани субјекти од различни земји. Тоа е најефективниот начин за да спречите неплаќање данок на добивка, односно да ночите повеќе оние компании кои што избегнуваат плаќање на данок. Ние во моментов работиме на менување на регулативата во оваа насока, на имплементирање на современа светска регулатива во оваа насока и мислам дека тоа ќе биде многу позначајно отколку било што друго што ќе го направи оваа влада во деночната сфера. Значи се прават промени кај данокот на добивка, промени кои што бидат во насока на праведно деночење и мислам дека тоа ќе се реализира многу скоро и дека на тој начин одговараме на оваа критика дека не правиме ништо за компаниите. И вие тврдите дека ќе имате сигурносни системи кои ќе успеваат некако да го ловат. Дали знаете дека Па да, знаете зошто го тврдам? Тоа сега ќе ви кажам зошто. Дали знаете вие дека значи најмногу кривични пријави од Управата за финансиска полиција во изминатата, значи за еден период од една година се упатени кон даночно затајување. 24 дури. И лошо е тоа. Лошо е тоа. Ние не велам јас дали е тоа лошо, добро. не треба да се појави. Ама тоа е борба во оваа насока, значи вие ситуација на рамен данок, значи вие прво ќе биде данокот прогресивен. Ама битно е дека се бориме против тоа и кога имате таква борба, луѓето више нема да го прават тоа затоа што ќе сватат дека ќе завршат, ќе одговарат кривично ако прават такви работи. Не, сега прашавте дали ќе можеме да ги ловиме? Да, ќе можеме, затоа што оваа година потпишавме конвенција меѓународна за размена на информации за даночни цели со други земји. Според таа конвенција ние можеме да бариме како држава податоци од било која земја за било кој даночен обврзник таму и таа ќе ни ги даде. Значи ние ако видиме дека некоја фирма, не знам, работи во Романија, не знам, прави некои работи, трансакции како и да е, романската даночна управа ќе ни ги испрати податоци за таа фирма и ние ќе видиме што се случува. Значи работиме сериозно на овие работи не се интереси за јавност затоа што се технички, но сакам да ви кажам дека сериозно се работи и можноста да се прават злоупотреби понатаму во оваа сфера ќе биде сведена на минимум, односно ќе биде намалена значајно. Да се надивам, Андрик, ве молам да се произнесете, значи крај нема темата, вие сте на сосема различни страни. Велите, зошто не се стимулира бизнисот, тој сега се дестимулира? Точно. Значи ја го дававте, го послушате примерот со Романија, таму оваа индустрија е во развој затоа што се ослободени од даноци. Да, ослободени од персонален данок во насока на стимулирање и тоа се покажало дека е сето тоа позитивно. Разговаравме ние на еден состанок кај министерот за финансии и повеќето комори меѓу кои Масив. Нашата замолница беше да разговараме заедно што би значила реформата. Да посочиме каде сметаме дека може да има простор за подобрување. Разговараме. Пак ќе се вратам на IT индустријата. IT индустријата има многу трошоци во работењето. Исплаќена доместоци најразлични, кои што верувајте, на крајот од денот сето тоа ја прави поскапа цената на услугата. Пак ја кажам, ако има некој 60.000 плата, меѓутоа има надомест за користење на сопствено возило 30.000 денари, на крајот од годината тој од свој личен джеб ќе треба да доплати. Затоа прашувам, какви се тие математики и просеци во месечни приходи? Не ги земате во предвид сите останати основи на одоночување, меѓу кои и надоместоците, надневниците и така натаму. Не зборуваме за човек фирма што оди да се шета на одмор па си исплаќа патни трошоци, зборуваме за вработени по 200, по 300 што ги праќаат на обуки и за кои што тие надоместоци на крајот од денот ги чинат поскап. Да речеме,
Ај малку и од другата страна. Сакате да плаќаме повеќе давачки, а на крајот од денот повторно мораме да одиме по приватни болници. Ајде да свртиме малку. Што е со донациите од персоналниот данок? Донациите во спортот за данок од добивка се фантастични. Лично ќе кажем, имам многу убаво искуство кај што сакаат лично да дават. Пробајте така. Пробајте така. Дозволете донации во образование. Ако јас како поединец, мојот персонален данок, директно го давам во школото кај моите деца и гледам 3 компјутери, ја ќе бидам најсреќна. Последниот пат ќе платам и персонален данок. А вака без довербата во овие институции, вие повторно преку даноци. Оставете не директно да донираме, а за тоа да не плаќаме дополнителни давачки, туку да речеме тука малку да се дистрибуира сето тоа, како и секаде во светот. Редовно такви прашања добивам од богати луѓе. Сакам директно да донирам некаде. Како да го направам тоа? Може ли тука да размислите во делот на ова и во делот на правата на работниците и на доместоците? Направете нешто за IT индустријата да биде стимул за развој, не дестимулативно. Па ќе кажам, верувајте дека најмалку 30% ќе си отворат стартапи, ќе плаќаат придоници на 200 евра, а останатото ќе си го влечат како дивиденда. Тука ви се празни пензискиот столб. И уште нешто само во делот на ова што сте го смениле, 4 просечни плати беа за приватниот, за третиот столб, сте намалиле на 2. Тоа беше многу убаво. Млади деца јас ги учев. Немојте деца се да трошите. Вложувајте си таму, немајте давачки. Зошто го намаливте? Ја би го зголемила. Тоа не е злоупотреба, тоа не е нешто што ќе се троши за луксус. Тоа исто го подига нивото на стандардот, да речеме, и не дај Боже сиромаштие. Што ќе правиме со овие луѓе кои треба да бидат пензионери? Ова е начинот да ги учиш за еднината, а вие тоа тука ич не разбирам зашто сте го намалили. Тор, може ли само кратко не за законот, пошто бие зборуваме за законот. Строго за законот може Лјупче да се надоврза и потоа сте вие и завршуваме веќе се напор од времето, да. Од Владимир научив, од Бранимир сега научив дека очигледно треба да почнам да читам предизборни програми пред да гласам и така натаму. Па мисли дека као политолог го знаеш тоа. Повторно не е некој валиден аргумент затоа што истата таа програма, ни го пласира како програма немаше, не знам, промена на устав. Да, инаку тоа све се промена на уставно име и така натаму, тие работи се случија. Мора да правиме разлика меѓу тоа што нема и тоа што има. Немало ништо за уставот, ама има експлицитно за добивката. Вака, мене ми е тоа поразително. Мене ми е поразително што го ставиле во програма. Исто ми е поразително дека нема размислување тоа да се минува, затоа што ја не знам. Те голема нефлексибилност. Каде ви е сега маневарскиот простор? Каде ви е сега маневарскиот простор, имајќи на ум ветувањето или навестувањето, наговестувањето дека ова е нели прв чекор? Од каде ќе прибирате средства? Добро, окей, може да одговорам. Концесии ќе зголемувате за рудници, мислам, Лјупчо, ќе зимате парите за да правите развој во оваа држава. Ако ние имаме таква структура на економија, ова е заробена економија, у која што банки, рудници, монополи од различен тип, така или не знам, олигополи, вие сте економисти, знаете да ги насочите, го креираат огромниот дел од добивката во оваа држава и ја изнесуваат. Ние сме тогаш една колонија во која што нема никаков маневарски простор да се направи развој. Па што правиме муавет? Добро, значи ја ги зборив овие работи пред да дојдам на оваа позиција, значи за добивката. Дали знаеш дека данокот кој што најмногу расне оваа година е токму данокот на добивка. Има 30% раска овој данок. Без да зголемуваме, се извинувам, без да смениме даночна стапка. Значи, сакам да кажам дека данокот на добивка е многу покомплициран, самата даночна стапка таму не е круцијална, таму има многу други елементи. Така што, тоа што добивката, данокот од добивка расне оваа година и веројатно ќе продолжи да расне во наредните години, кажува дека не сте во право кога викате дека не правиме ништо по тоа прашање. Не правите. Тоа е заради инвеститорите во зона кои ќе им завршат 10 години. Бидете искрени. Окей, да ви одговорам само на прашањето што ви поставите. Плати повеќе од алколите оваа година данок од добивка. Тука се, а не беше прогнозирано во буџет. Ја мислам дека немам право да зборам за тоа кој платил данок, затоа ќе се воздржам. Не спомнувам имени компании ни ништо. Окей. Да ви одговорам само на прашањето што ги поставивте. За пензискиот столб, за третиот пензиски столб, точно дека го намаливме тоа од 4 на 2, но знаете зошто? Затоа што свативме дека на овој начин со 4 плати ги привилегираме оние што заработуваат повеќе. Затоа што обичен човек не инвестира во трет пензиски столб. Знаете, некој не знам што заработува просечна плата и што инвестира во трет пензиски столб. Не, во трет пензиски столб исплаќаа плати
оние што има повисоки плати, наместо да ги исплатат како плати, ги исплаќа во трет пензиски стол и сега ние тоа сакаме малку да го стегнеме. Така што тоа е тука аргументот. Што се несо до донациите, пак не е точно дека не може да се донира. Значи имате фин закон за донации и спонзорство во јавните дејности, кој што многу фино дефинира што може да се донира и како може да се донира. Тоа е тешко. Ние ќе ве казниме, ве ќе го научиме повеќе и тие ќе бидат дестимулирани. Затоа што тука зборувате, се извинувам, кој ќе биде дестимулиран? Зашто ќе биде дестимулиран? Значи ние зборуваме за успешни луѓе, значи богати луѓе конкретно кои би сакале да даваат донации. Ајде да ја прашам. А истите тие се чувствуваат во моментов револтирани. Вас зошто се чувствуваат револтирани? Затоа што се дополнително уданочени, затоа што тие и со рамниот данок без вакви паушалности, без разбирам. Не е паушално. Паушалност е да ја прашам вас, дали се третирани, дали се нешто погрешно третирани, дали ги мразат успешните, не знам, во Шведска, каде што највисоката даночна стапка е повеќе од 50%. Дали е така во Словенија, дали е така во сите развиени земји? Не, нигде не е така. Значи, земјите што најмногу ги почитуваат успешните и каде што има најголем процент на успешни луѓе, имаат највисоки даночни стапки. Затворено прашање. Истото тоа сакаме да го направиме во Македонија. Истото тоа сакаме да го направиме во Македонија. Не сакаме да имаме каубојска држава која што оние што заработуваат најмногу ќе плаќаат најмалце на државата. Не сакаме да го направиме тоа. Мислам дека и самата длабоко во себе интимно се согласувате со мене, иако сега можеби не окажувате тоа. Но ајде да се навратиме на вашите прашања за донациите. Не ме оставите да довршам. Значи има и во овој закон за донациите како може како има слободување и се. Законот за донации во спорт, законот за добивка е многу добар, таков реплицирајте го овде, кај што директно ќе се инвестира. Верувајте, многу е корисно. Затоа го спомнувам. Ќе го разгледаме тоа. За болниците. Да, кажавте дека се лечите во приватни болници. Мене ми е жал што е тоа така, затоа што јас сакам да имаме квалитетно јавно здравство. Ја лично не одам во приватна болница, никогаш не сум бил. Но како да го направиме јавното здравство квалитетно, ако не зголемиме даноци? Со кои пари ќе го направиме тоа, кажете ми? Значи сакате прво подигнете ја довербата. Кога ќе ја подигнеме довербата? За 20 години? Да чекаме 20 години па да се ислаат сите од држава? Не, висинското, значи мораме да сватиме дека точно треба да го подобриме здравството и образованието и сите тие работи, ама нема друг начин освен поголемо вложување од страна на државата, а за тоа се потребни пари. И пробајте преку стимулации да извлечете од стопанството директно. Доаѓаме до тоа. Последното прашање што мислам дека е најзначајно, како да ви помогнеме на вас као IT, па и не само као IT, да кажеме на целата економија, за да имаме поголем развој. Според мене ова што го правиме е чекор токму во таа насока, односно најдоброто што можеме да го направиме. Луѓето се иселуваат од оваа држава не поради даноците. Тие бегат во држави што имаат 3 пати повисоки даноци од Македонија. Се иселуваат од оваа држава поради тоа што нема квалитет на живот, поради тоа што имаме загадување, поради тоа што нема образование, здравство, социјална заштита, градинки. Затоа се иселуваат луѓето. Ова тоа не го решава. Со ова е чекор во таа насока. Дополнително, сиромаштијата. Имаме скоро 500.000 луѓе што живеат во сиромаштија. Знаете ли колкав човечки потенцијал изгубен е тоа? Еве вие како IT дејност, знаете ли колку луѓе се тоа потенцијално за вас добри програмери, ако тие луѓе имат еднакви шанси за да успеат во животот како што ги имаат останатите луѓе. Ама тоа како се постигнува? Не се постигнува на друг начин освен со социјална заштита, освен со мерки за борба против сиромаштво и слично. Не можете да ги прими. Мора да ги прими стопанството. Ама не може, значи гледате сиромаштијата, и ова е повторно наука. Ова не е не знам нешто за што секој од нас може да има мислење и тоа да биде релевантно. Ова е наука. Економската наука покажува дека сиромаштијата се решава единствено со поголемо трошење од страна на државата. Така се случи во Бразил, во цела Латинска Америка, во сите држави. Светска банка прашате сите организации што се занимаваат со ова, ќе ви го кажат истото. Само поголеми средства за социјална заштита. Минималниот гарантиран приход е чекор во таа насока, тој ќе ја намали драстично сиромаштијата и ќе направи луѓето кои што сега пропаѓаат во животот, да успеат да имаат еднакви можности и на тој начин сите ние како општество ќе имаме бенефит од тоа, па дури и фирмите. Кои ви се следни чекори? Еве, не убеди дека ова е прв чекор, така дека треба да бидеме трпеливи и да заборавиме дека
дека имаше помокни групи што можете да ги ударите. Океј, еве ги прифаќаме тие аргументи. Што ви е визијата? Кои ви се следни чекори? Во чекори во што? Ќе дигате други даноци. Кои се следни чекори од кој што би понудила развој? Okay. Даночна реформа што ќе понуди развој. Мислам, сега нема потреба да трошиме време на муабет, здравството дека е битно и дека знаеме. Кои ви се следни чекори? Мислам дека ова преширока даночна реформа. Ова е прешироко прашање за крајна емисијава, но ќе кажам накратко. Има нешто што има нешто што се вика една наша програма што ја прифативме, усвоивме пред неколку месеци, се вика Public Financial Management Reform и таа идентификува повеќе области на кои што ќе се работи во наредните години преку Министерството за финансии. И опфаќа и даноците и таму има сет на мерки и во смисла на борба против корупција, сива економија, подобрување на наплата, но и вакви мерки. Така што мислам дека тоа е стартната основа, не би навлегол сега повеќе детали, мислам дека немаме време. Од она што е ставено во програмата на владата, ако сакате можеме за тоа да збориме, не знам дали имаме време или немаме време повеќе за жал, меѓутоа еве вака да заокружиме. Сметате ли, јас имам само уште едно многу кратко прашање. Дали сметате дека владата доволно економично се однесува во однос на трошоците административни што ја товара целата влада и дека можеби тука исто така ако направиме некоја пресметка во некои патни трошоци и така натаму тој тип надавачки, дека можеби ќе дојдеме до поголема бројка од 25 милиони евра. Значи владата дефинитивно не се однесува доволно добро со јавните финансии, но се однесува многу подобро од тоа што се однесувала било која влада порано. Не можете да очекувате чуда преку ноќ. Не можете да очекувате неефикасноста да исчезне преку ноќ. Не можете да очекувате корупцијата да исчезне преку ноќ. Владата не може да очекува дека довербата ќе се случи во јавноста преку ноќ. Па не, така е. Довербата се гради постепено, довербата се гради постепено и мислам дека ова е вистинскиот начин, со транспарентност, со инклузивност, со дискусија, со отворена дискусија. Ја имам кратко прашање. Ајде, готово. Ако случајно ова за некој период покаже дека не е добар ефект, дали ќе ретерирате? Смените? Имате доблес за така? Нема да покаже дека не е добар. Како мислите? Што значи за вас не е добар ефект? Еве ја ќе ви кажам. Ако ви се намали пензиско, ако ви се намали што се според мене ефект. Еве конкретно не можеме сега да шириме две клучни работи. Две клучни работи според мене се три. Прво, она што треба да постигне оваа даночна реформа е зголемени буџетски приходи. Второ, намалена нееднаквост, разлики меѓу луѓето. Трето, намалена сиромаштија. Ако тие три цели се остварат, за мене ова е успешна реформа, јас сум 100% сигурен дека ќе се оствари. Колку очекувате тоа да се случи? Па веднаш до година во одредена мера, во поголем износи понатаму. Може да има некој пресек да видиме што се случило. Исто како ветувањето за плата од 30.000 динари. Не, значи гледате, ветувањето за плата, мислам дека не е ни ветување, тоа е као некоја цел ставено таму и мислам дека е малку карикирање да се сведува се на таа плата, но она што е добро е дека платата значајно расне во последниве месеци, расне на месечно ниво споредно со истиот месец од претходната година, околу 7%, што е една од највисоките стапки, не знам, во последниве 10-15 години, што мислам дека е прилично добро. Не се разбира доволно добро, но е доста добро. Да. Љупчев, молам и завршувам. Вака, ја само нешто позитивно би кажал на крај. Слушајќи го, мислам и слушајќи ги соговорниците. Сметам дека беа доволно конструктивни. Слушајќи ги соговорниците се сетив на фактот дека на една анализа уствари за Русија беше и за слични режими, која тврдеше дека авторитарниве елити како Путин не се у принцип заинтересирани и намерно не сакаат даночната политика да ја наместат на начин што ќе собира многу пари од широки слоеви на луѓе, затоа што собирањето пари и зголемувањето даноци ги зголемува и очекувањата. Вие чепкате не од тука од богаташите, вие чепкате од средна класа. Огромен дел чепкате од средна класа. Фактот нема врска економска наука со дефинирање на средна класа у ваков наш контекст. 30.000 денари не може да е средна класа. Стварно мислиш дека 90.000 денари е средна класа? Ние сме сега забегани либерали. Ама не кажу дали 90.000 денари за тебе се средна класа, извини. Позитивниот ефект од ова го гледам во тоа. Значи најгласната класа и се извинувам како најгласната класа ќе ви бара одчет.
Како ќе ви се качи заклучок, на глава од ова и тоа е доброто. Тоа е позитивниот Вие ефект на зборувате глава. само за прогресивниот од 10 на 18. Заборавате покачување на стапка за 50%. Ама го зборевме тоа, ви одговорив веќе на тоа. Ама тоа не е само на богатите, ова е на сите. Ама ви кажав дека тој ефект е минимален, ви покажав со Не сум бројки. сигурна дека тоа е толку во детали. Ма сега, Ај вака да зошто заклучиме. правиме анализа Секој како што вие не плаќа верувате? за некои приходи до лани 10%, од 1.1 ќе плаќа 15. Ама колку Макар плаќал? и живеел од 10.000 Ама денари. колку плаќал? Тоа сакам да го кажам. Износот Не е е битен, битно. минимален Ако е. зборуваме за сиромаштија, некој што живеел и со 20.000 денари, имал приход од 12.000 денари кирија, ќе има 100% поголем трошок за персонален данок. Тоа сакам да го потврдите. Ама луѓето потврдите. што имаат 12.000 денари немаат приход од издавање на станови. Ама јас само сакам да кажам дека сите ги погодува, не само 1%, тука не сте фер. Значи не е баш Повеќе така. луѓе погодува, не е само 1%. Ви ги кажав бројките. За жал, значи времето ни Океј, истече. може завршна порака? Ајде да Да, биде окей, кратка. значи само. мило ми е што имавме ваква дискусија, окей, нема да се согласиме за се, но добро е што отворено разговараме. Пак ќе кажам дека целта на оваа реформа не е да биде против никого, ни против богаташите, ни против средната класа, ни против компаниите, било тоа да се големи или мали или не знам какви. Целта на оваа реформа е да направи добро за оваа држава, односно за ово општество. Ја повторно ќе кажам дека мислам дека тоа најдоброто нешто што можеме да го направиме и што ќе го направиме со оваа реформа е да ја намалиме сиромаштијата, да ја намалиме нееднаквоста и да ги зголемиме условите, да ги подобриме условите за живот на луѓето. Да не се повторуваме, тоа е тоа. Значи, Бранимир Јовановиќ, јас се надевам дека дебатите ќе продолжат деновиве, дека уште повеќе се надевам дека можеби ќе има одложување од стапување на сила на Се надевате? реформа. Па нели Да. вие пред малку баравте да го введе нова, сега се надевате. Аргументи, значи можеби е потребен период да се почека за да се видат дизајните на некои ставки. Има делови каде што сериозно се согласувам со вас, Еве има некои сега да ви моменти кажам- каде што не се Дали согласувам. Сега се да ви кажам технички дека- подготвени да прашам? ЕПДД, МПН и слично. Технички Океј, погодени се за прашање, тоа. Бидејќи е контрапрашање, многу контрапрашање. комплицирано. Дали до 2006 имавме прогресивен данок со 3 стапки, кога имаше, не знам, многу полоши IT солуции и се? Одговорот е да. Ако во 2006 сме биле спремни, зошто не биле спремни во 2019? Дека е краток рокот, сепак е комплексна материја, окей, тоа сам сакав да прашам. Маријана Андрик, јас ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам за Пискоски, поканата. И се надевам дека ќе имаме уште многу вакви конструктивни дебати.